Почитувани гледачи, добро утро, уште еднаш да сите вас кои сега се вклучувате на каналот на К3 телевизија. Ова е вториот дел од утринската програма Нов ден, а јас сум вашата водителка Ели Деспотовска. Моите гости денеска се од светот на спортот, бидејќи во изминатиот период, да кажеме, изминатите 10 дена, имавме наистина многу убави спортски случувања што се несува на гимназијадата. И тие 3 дена градот живееше на вистина во духот на спортот и многу беше убаво да се види колку многу млади луѓе се активни, колку некако спортската сала, и сите оние можни спортски сали кои што ги имаме, кои што се во склоп на средните и основните училишта во градот, колку се преполни. И со тоа го почувствувавме оној податок дека наистина го сакаме спортот, знаеме да живееме, да се радуваме и да се надпреваруваме, што е многу важно и за денеска и да победуваме. Моите гости денеска се членови на атлетскиот клуб Куманово и нивниот тренер. Јас ќе почнем од мојата лева страна, е Милан Велјковиќ. Добро утро. Добро утро. Никола Стојановиќ и тренерот Филип Колевски. Добро утро. Добро утро на сите гледачи на К3 телевизија и благодарам на поканата. Ви благодарам што дојдовте по оваа магла. Се пробивте ли те нас? Да, успешно пробијаме. Имаме магла наутро, почитувани гледачи, ако се уште не сте излезли на вашите домови, да си знаете, да внимавате, да не заборавите да си ги запалите вашите светла на вашите автомобили, да внимавате на сообраќајната сигнализација. Ние сме должни да ве подсетиме, а на вас останува колку од сето тоа ќе го примените. Она што е многу убаво за денеска е што имаме млади спортски активни луѓе, спортисти и што е многу важно што се успешни. Со Филип се знаеме од поодамна, имаме комуникација многу убава, многу позитивна и многу успешна, што би се рекло. Значи, има млади луѓе кои што говорат за успесите кога Филип работи со нив, бидејќи Филип е навистина еден од тренерите кој што знае на негов својствен начин, не влегуваме во неговата техника, да го извлече максимум од младите луѓе, но сепак постојат таленти, за да велат талентот е 5%, се останато е работа. Филип тоа го знае најдобро. Да, точно така. Значи, работата е оно што го созда резултатот. Таленти има многу по светот, но оно што ги разликува успешните е тоа што тие работат. Во некое си повисоко ниво, значи кога ќе се оди на државно првенство или понатаму на меѓународно ниво, значи сите се таленти. Едноставна разлика е кој работел повеќе. Да. Талент и работа и многу работа. Рецепт за успех. Така. Наградите кои што можеме да ги видиме тука се, да кажем, и не можеме сите да ги покажеме, а ќе се потрудиме барем да ви прикажеме еден мал дел, говорат за успесите на атлетскиот клуб Куманово. Ајде да почнеме први од она што е најново, а покасно ќе поразговараме и за клубот малку повеќе. Имаме, еве вака, јас од тука ќе почнем. Стојановиќ Никола освоено прво место во скок во височина и Стојановиќ Никола за освоено прво место скок во далечина. Стојановиќ Никола. Никола, дали во колку дисциплини настапуваш ти? Значи, главно настапувам во тие веќе споменати дисциплини, да. Од која скок во височина ми е матична дисциплина како главна, во таа се специализирам, а скок во далечина, значи, зависно од надпревар, зависно од сезона, понекогаш, значи, се чисто скокам ради резултат, ради конкуренција и слично. Исто така, имам и настапувано и во трискок, но нели овој надпревар немаш таква дисциплина, па немав можност да учествувам на тоа. Колку години тренираш, Никола? Значи, мојата прва средба со атлетика беше уште во 7 одделение, така да, значи, грубо атлетика тренирам веќе активно 6 години. За атлетиката, колку што сум јас упатена, да кажеме, како лаик, значи не знам точно, потребно е од многу одамна да се има предиспозиција за атлетика, да се покаже, ајде љубов што треба да се покаже, кон се треба љубов да се покаже, но талентот. Од кога почувствувате дека можеш да се најдеш во светот на атлетиката? Кој е еден, да признаеме, од најтешките спортови? Сега, мислам дека секој спорт за секого зависно, значи, од некој аспект е тежок. Сега
имам и јас тешки моменти, значи некои тешки дисциплини во атлетиката, но овие дисциплини, значи кои јас ги настапувам и кои ги тренирам со височина и со далечина, не ги чувствувам како тешки, туку некогаш, значи просто треба некогаш само повеќе трпение, повеќе работа. Кога ја почувствував љубовта, значи навистина прв пат кога чув за атлетика беше тогаш уште во 7 одделение, кога се запозна со тренерот, а претходно јас бев, како што ви рековте, лаик, некој вид, значи наистина не знаев многу за атлетиката, да, не ми беше многу познато. И тогаш, благодарение на тренерот, значи тогаш беше професор во моето училиште и се запознав, значи со скокот во височина и ми рече дека ако поработиме може да имам наистина добри резултати, што еве нели сега, затоа и сега сум тука. Така е. И тогаш, значи прв пат значи се запознав со атлетиката, имав некој увид како се до тоа изгледа. Почнав да тренирам и љубовта само се зголемуваше. Да, со многу повеќе работа. Колку тренинзи неделно имате? Па 5 до 6 тренинга неделно, зависно, значи некогаш и од нели од припремна, дали е припремен, да, дали, но тоа зависи дали е припремен период, дали е надпреварувачки период. Да. И дали онака секојдневни тренинзи? Да, дали секојдневни. Атлетиката имаме гледано на телевизија, Милан, и кога ќе гледаме, да кажеме, посебно кога ќе дадат олимпијадите, тогаш некој има многу поголем увид, да кажеме, во нешто се случува и се велиме колку е лесно и колку е убаво. Така ли? Секогаш така изгледа убаво, но сепак не е лесно да се дојде до таму. Многу работа и дури кога ќе ги видиме атлетичарите, ајде да кажеме за сите дисциплини, или тие што трчаат или што вежбаат, колку имаат убаво изградени тела, нели, градбата на телото, колку се витки, колку се тенки, и си велиме колку е ова едноставно. Всушност, позадината е нешто сосема друго. Воопшто не е едноставно. Од кога тренираш? Јас тренирам од 2012 година, тоа пред 3,5 години од прилика. Тогаш тренерот ме повика да почнам да тренирам и ми се допадна таа покана и после неколку години Милан Велјковиќ има освоено второ место во трчање на 100 метри и второ место од трчање 400 метри. Да. Значи, трчањето е твојата љубов што се однесува до атлетиката. Така. Точно. Дали и како мал си трча? Дали си учествувал на оние кросеви што беа на времето што се одржаваа? Да, учествував не многу често, но сите ми беа со по некој медал, со... Ете така, значи навистина си учествувал за да добиеш награда, не само да учествуваш. Да. Нели, најчесто знаат да кажат спортистите, јас постојано посетувам на еден професор кој што вели не е важно да се учествува, важно да се победи. Нели е таа паролата која што сите наводно нели се тешиме, битно е да учествуваме. Како не вика битно е да земе награда, не само да учествуваме. И тоа е убав мотив, нели? Да. Добро, Милан. А Филип, како ги мотивираш ти членовите? Освен, рековме, значи треба многу работа. За одредени успеси, за да се постигнат успеси како вие што постигате, си треба многу работа, но и си треба дисциплина. Па, кога на почеток што би збориле за некој што не е запознат, навистина треба да му се објаснува многу, нели, за да се мотивира што би добил едноставно со успех во атлетиката. Понатаму, значи, ако би се некој вклучил, веќе ги гледа сите поволности, значи не е само тоа, нели, што ги збориме, работи само за себе, значи изградување на здраво тело, изградување на самодоверба, значи огромно искуство настапуваш, значи на гостински терени, настапуваш, значи во други држави, значи потоа еве ваквите работи, значи гостување во емисии, значи каде што човек треба да зборува, ги развива своите нели ораторски способности и плюс нели добива на искуство. Значи покрај сите тие работи што помага за изграда на личност, значи тие децата вообичаено се радуваат многу нели на освојување на првите места, на настав за репрезентација што е престиж, потоа на разните, да не кажеме,
интересни и екзотични патувања што се случуваат испод надпревари, што се разбира е мотивирачки за нив. И кога еднаш ќе отиде детенце со репрезентација нели на од сите оние надпревари, кога ќе види сиот тој професионален спорт, таму и организација и терени и не знам инфраструктура, значи кога ќе види значи каков третман има таму, значи еве патуваат цело време, биле сместени, значи голем број пати, еве последниот надпревар во хотел Хилтон, значи со не знам какви се церемонии, отварање, затварање, значи што бевме таму, значи во Турција. Значи едноставно сите тие надпревари се гломазни, спектакуларни, значи и нормално ти остават впечаток за нешто многу убаво, многу прекрасно и сакаш да дојдеш пак да настапиш. А се појавува, значи она што јас се трудам да го изградам, што е многу голем проблем за кај малецки деца, се појавува нешто да еве создаваме чувство малку за чувство, национално чувство за репрезентација, што е многу тешко, значи да ги имаме сите за навивање, но многу тешко да можеш сам, значи цело време да кажеш добро, јас ќе допринесам, значи да ги бранам боите на репрезентацијата поодговорно. Значи ќе тренирам, ќе се откажам, значи со самодисциплина, ќе жртвувам дел од своето време и енергија за да достојно ја представам државата на меѓународните надпревари. Зашто со оној менталитет што го презентираме, за жал, по старите често ништо не бива од ова држава или вака и така, значи доаѓа да се сите се такви муабети, нели вообичаено секојновиите и децата, значи едноставно немаат никакво чувство за бранење на клубските бои, за бранење на националните бои за репрезентација и тоа се пренесува многу брзо. Значи и ако збориме да млади спортисти треба да настапат, еве тие често настапувале до сега и сега иако се 16 и 18 години, значи 19 години, сега наполнија, значи до сега има 3 години меѓународно искуство. Значи ти треба да имаш спортист на 13 и 14-15 години, што веќе има сериозност и одговорност. А да не збориме сега на ова возраст, кога веќе треба да влегуваат на поголема врата таму. Така. Ајде, сакам уште еднаш да повториме. Пехарот кој што ни е тука е за екипно учество, така? Да, пехарот е Ајде за да ги екипно. повториме наградите повторно. Рековме за Милан и за Никола што имаат освоено. Значи, се одржа во саботата екипно првенство на Македонија за помлади пионери во организација на Атлетска федерација на Македонија, во техничка организација со помош на Атлетскиот клуб Кумано, значи надпреварот се одржа на атлетска патека Соколана кај нас. Потоа следеше, значи уследуваше после надпреварот што се одржа претходно за средношколците гимназијада. Значи во оваа категорија помлади пионери настапуваат најмладите атлетичари од 2003 година и помлади. Има 3 категории, значи машка, женска категорија или конкуренција и севкупно. Се собираат поени, значи не се освојуваат медали и дипломи, значи индивидуално туку клубски. Значи најдобар клуб е оној што ќе има најмногу изборени најдобри пласмани. Так. Значи прво место да кажеме 3, второ 2, трето место 1 поен, така од сите дисциплини, а дисциплините беа значи трчање на 60 метри, трчање на 300 метри, 800 метри за машки, 600 метра за девојчиња, скок во далечина, скок во височина, фрлање ѓуле и штафетата 4 пати по 50 метри. Така во однос значи на сите дисциплини, потоа се бира најдобрата женска екипа, каде што го освоивме првото место, па најдобрата машка екипа, каде што нашите деца исто така успеа, значи да имат најмногу тие титули први, втори, трети место, прво место, и потоа се собира сите поени од Севкупно мажи да, жени. севкупно мажи и жени. Тоа е и така се разбира со прво машко и женско станавме без проблеми севкупно први и затоа овој пехар тука. Значи си ги собравте сите награди. Да, ги собравме може и по неочекувано, зашто еве година се посметиве повеќе нови малку поголеми на надпреварувачи, но еве ова генерација дава надеж дека сепак значи има потенцијал и може пак да неколку години еве пак достојно да представува да извадиме нови репрезентативци и да го продолжиме континуитетот на успехот. Сигурно. Добро, јас тука предлагам да направиме една музичка пауза, да се одмориме малку, после која продолжуваме со разговорот. And if you wanna stay, tell me you wanna stay. And if you wanna go,
tell me you wanna go. The secret lies within, tell me you've never been part of my destiny, tell me my eyes have seen. It's here and now, I'll show you how. Enjoy the moment, living in eternity. It is where we wanna be. Make me feel like ecstasy, diving in my fantasy. Living in eternity. It is where we wanna be. Make me feel like ecstasy, diving in my fantasy. Show you what I mean. For all the things I've done, I'll give you all within. The secret lies with us, tell me you've never been part of my destiny, tell me my eyes have seen. It's here and now, I'll show you how. Enjoy the moment, living in eternity. It is where we wanna be. Make me feel like ecstasy, diving in my fantasy. It is where we wanna be. Make me feel like ecstasy, diving in my fantasy. Living in eternity. It is where we wanna be. Make me feel like ecstasy, diving in my fantasy. Пред да продолжиме со разговорот со моите гости, членовите и тренерот на Атлетскиот клуб од Куманово, сакаме првин да ги спомнеме и девојчињата, женскиот дел од екипата на Атлетскиот клуб Куманово, кој што има освоено златни медали сега на гимназијадата, како што рековме, единствените злата, нели, со кои што се закитивме кумановчани на гимназијадата, така ли? Да, единствените злата. Значи, успеа да ги освојат овие атлетичари, значи Никола Стојани што е тука со тие две споменати злата и Сања Тимчевска во скок во далечина. Таа успеа да освои уште еден медал, трето место, значи бронза на трката од 100 метри, инаку е 2000 година и е ученичка во прва година, така што допрво од неа очекуваме, значи овој надпреварен до 4-та година, значи се настапува со многу постари, како и Милон Велјковиќ е 2000 година, настапува со 3 години постари дечиња, значи до година тој што е единствениот што му е така позначена конкуренција, во секој случај заминува од средните училишта, па во секој случај ќе му биде полесно за настапите. А покрај Сања Тимчевска, Андријана Тасевска успеа да освои, значи, златен медал на скок во височина. Заедно тие две девојчиња со уште други две во штафетата се закитија со сребрен медал, значи 4 пати по 100 метри. Тоа е. Одлично. Сакам нешто да прашам вака. Едни од најпознати организатори на кога се олимпијадите по прашање се посебно атлетиката и гимнастиката се русите, нели? Најпознати атлетичари и гимнастичари доаѓаат од тие простори. Нешто што прочитав многу интересно, што било откриено сега последните 2 години.
Нели, најголем проблем кај спортистите се допинг средствата, нели, што се случува и постојано се прават Јавна табу тема, допинг, допинг тестовите пред надпреварите, после надпреварите и постојано се наоѓаат некои одредени супстанции кои се недозволени. Точно. Сега, нешто што прочитав што е многу интересно, што работеле веројатно ајде да не кажам тренерите туку, организаторите на клубовите кои што вложуваат во гимнастичарите, мислам дека е тоа за гимнастичарите, користеле некои, сега не се тоа допинг средства, но некои си медикаменти со обрзгување да не раснат девојчињата повеќе до 14 години, 15, наводно во тие години се најпродуктивни што се однесува до овој спорт, и да не раснат повеќе, да останат на таа висина. И нормално организмот работи, и живее и расте, и тогаш доаѓаат многу големи проблеми, например со здравјето, кога веќе ќе напуне 19-20 години тоа девојченце од 15 години, тука доаѓа распад на организмот. И тука се открива целата она легенда, позадина на нивната успешност. Всушност, што се случува? Најопасен момент е тој. Значи, не можеме да поверуваме што се работи во светот на спортот заради некоја успешност. Сепак ова се млади луѓе, млади деца кои имаат талент, кои имаат спортски дух, кои имаат дисциплина, кои имаат некој начин на живот, бидејќи да се биде атлетичар, треба сепак да се има начин на живот, не само да се тренира, нели? Значи, она што е многу важно, нели? Ти како тренер, што им го вметнуваш како мотив, е она пред се да бидат здрави. Да имаат здрав начин на живот, здраво да се хранат, а тоа го знаеме. Значи, со Филип го имаме разговарано за здравиот начин на живот, кој, да ви кажам, не ми се допаѓа многу, еве мене лично. Во смисла, барам многу откажување. Во ред, разбирам јас. Се шалам, во секој случај е здраво и практично е да го примениме. И Филип постојано вели физичка кондиција и кондиција и кондиција. И тоа постојано треба да го примениме. За таа малку покасно. Ајде да се навратиме пак на овој. Во поглед, нели, на медиумите во спортот, значи оваа тема секош зазема, темата за допингот страшно многу простор, секош дури во главните медиуми често излегуваат во главните телевизии, весници, значи статии само за тоа. Бидејќи врвниот спорт кај нас е малку послабо застапен, имам чувство дека оваа тема е една од најзапоставените или да кажеме најмалку пренесуваните воопшто во отколку светскиот спорт, што секоја држава има некој спортисте последниве месеци, посебно заради едно друго средство што беше теме како здравствено средство во Русија, ама и сега е допинг ставено на забранета листа и огромен број 600 луѓе, 600 спортисти беа фатени на тој милдронат, дури од различни спортови. Значи секоја држава си имаше некој свој спортист, некој влог и се бидејќи ние имаме помалку врвни спортисти, некако како таа приказка се одделуваме и дури послабо пренесуваме вести, некои на многу, како да кажеме, сензационални работи, ама и многу интересни работи, кога човек и слуша и се што е правено и какви се методи се измислени. И тога не е само Русија, значи едноставно можеби така е како спортската политика кога ќе се насочи повеќе кон некоја федерација, сигурно или кон некоја држава, значи може да има тој удел и некој друга позадина, друга цел и тебе може да се случи сега и руската атлетска репрезентација, нели, и рускиот тим да бидат исклучени од Олимпијада, значи да не биде дозволено за настап. А од државите што предничеле секојаш, значи во поглед на допинг структурата, значи покрај да кажеме русите, биле американците, кинезите се едни од познатите што најдобро се скривале, тие што се најуспешни, да. Источна Германија што веќе не постои, но покрај сето тоа мора да не забораваме дека овие држави се најбогати, имаат најдобри спортски терени, имаат најмногу, значи, изразвиена, значи она спортска методика на тренинг. Спортска методика на тренинг, значи и добра селекција. Источна Германија со некои си 8 милиона луѓе успеа да направи, значи, тако спорт на времето, не само со допинг, што и победуваше и Америка, и Русија, и Кина на времето, но тоа е зашто работеше многу дисциплинирано. Сега, значи, во таков режим е изводливо да се работи, значи, да ги селектираш сите деца, да му кажеш ти мора тој спорт, ти мора овој спорт. Значи, денеска во демократски, да кажеме, земји не може. Ако детето, например, нема талент и сака да тренираме, да кажеме, тој спорт,
Декото оди се запишува и го тренира тој спорт. Џабе да му збори некој, ти си за овој спорт. Значи сега е слободната волја. Значи во тие држави било можда нешто изводливо зашто детенце и онака не разбира многу, а најголема радост и успех секој ќе постигне во оној спорт за кој што има најголем потенцијал. Така што селекцијата е и спортските услови се неминовни, но во врвниот спорт има голема, улога, престиж меѓу држави, да кажеме и пари се вртат денеска. Врвниот спорт е, значи, едноставно неизбежно тоа пари и билдање на националното его, значи сите држави се трудат да го прават тоа, дури европските држави секојаш е престиж и затоа се вложува многу, значи тоа е како спортска војна, значи едноставно кој ќе биде победник. А има секакви глупости за жал што се вели и повеќето држави од светот например не работат честно и тоа е систематски дури. Еве во полноафрикански земји имаат фалц, значи спортисти, значи често ќе настапа помлад тоест постар во категорија за помлади, затоа што ги издаваат документи така лесно, значи полно држави ги прават и не е фер, значи. Да. Не е фер, а ние далеку сме тоа да воопшто имаме систем за други работи по-едноставни и по-потребни, а од ова веќе да не зборуваме што се. Да. За примерот за кој што го... Да, има антидопинг агенција кај нас, например, и се работи на тоа поле за едукација. Едноставно, значи, повеќето од наши спортисти мачат да одвојат финансиски средства да купат некои витамини, минерала, не па да направат таква некоја си програма што ќе му чини не знам колку пари за да он воопшто зима некакви работи. Да, и таа едукација е многу добра, но едноставно се сведува на тоа да ги лимитира, не ги учи што треба да земат, значи или како да проценува, туку ги лимитира и одноставно ги ограничува, не зема и ништо, зашто повеќето и лекови се на допинг листа. Да, забранети. Тие како сега што ги се даваат на дечиња или што ги конзумираат сите, да кажеме, нормално луѓе што некогаш ќе настанат, ќе се разболат, значи тие тайлохото, кафетин, кол, менструал кол, значи сите тие се на допинг листа. И кога ќе излезе во медиум, секојаш спектакуларно може некој земал обичен лек за настинка или капки за нос, но излегува се допингувал и тука е таа сензацијата и можеби некој малку така онеправдано обвинет. Добро, во ред, значи не може сепак веројатно сите да ги ставиме во исти кош. Јас барем не може да се стави сепак кога ќе се појави некоја забранета субстанција на допинг листата, сепак не е тоа толку наивно, нели? Може да се појави, да кажеме, одредена количина која не може да направи некој дејство кое што ќе може да влијае на неговата физичка способност или така натаму. Но добро. А како и да ние си имаме квалитетни, ние си имаме здрави и прави момчиња кои што воопшто немаме простор да размислуваме за такво нешто, но ете како што велат кога ќе се замине во оној свет каде што сите сакаме нешто да постигнеме, веројатно се случуваат и потпаѓање по тие такви моменти, состојби. Точно. Видите, тоа никој не го гледа, например, го гледа ако ние изгубиме некоја репрезентација од некоја друга држава, но што се случува или од некои си други членови, или кod нашето дете изгуби од некој друг појак, но не го гледаме тој исто дете после 20, 30, 40 години дали е здраво, какво е. Значи едноставно сум чист во тој поглед, значи на тотално, значи едуцирање за она здравје што го збориме, да имаш навики и дури инсистирам и велам дека без разлика каде сте, во кое место нели до крајот на животот треба да ги задржите тие навики за тренинг, за здрав живот и да ги едноставно пренесувате на луѓето блиски околу вас и понатаму на вашите натомошни семејства, зашто така би се ширила некоја си култура за здравјето. Така. Милан и Никола. Милан, колку живееш здрав живот? Сега се трудиме да се храниме здраво, но пак се случува да си дозволиме понекогаш да се наградиме понекогаш нешто. Да се наградиме за некој медал, исто така се легнуваме доста порано. И тоа и ми беше збор, од што да е потребно да се откажете, со оглед на тоа што се млади, што би сакале секаде да ви има да бидете присутни сега? Да се откажеме од секојдневно излегување и седење до доцна, пиење и јадење секакви тостови, храни, благи. Да, брза храна која е многу штетна, нели? И колку ви успеа? Па сега.
Толку. Успела. Сега со оглед на тоа што се млади, со оглед на тоа што Да, имаат енергија и се уште метаболизмот работи многу побрзо, така да може сето тоа да се изведе, да кажеме, и да се излече, нели, позитивното. А тренерот е многу строг кога ја храната е во прашање, така ли? Да. Ете, тоа го знаеме, Филип. Тоа, еве, почитувани гледачи, значи тоа е цената на успехот која што мора да се плати кога е во прашање храната неквалитетната. А зошто, Филип, кажи ми, се што е многу сладко е неквалитетно? Зошто се оно што мора здраво да го јадеме е невкусно? така има Дали некои е тоа себични теории. казното? Па, веројатно во сите тие нездрави храни, нели, што треба да се произведат со поевтини состојки, нели, да кажеме, се става до многу добра дел од оние подобрувачи на вкус и засладувачи, што ни го стимулираат, нели, чувството за задоволство и Да. потоа потребата да јадеме уште повеќе од тоа. Тоа е нормална реакција на хемијата, значи не е играчка. Не. И може да доведе до зависност, значи треба еден период можеби човек да има непокорлива желба и волја за да се исчисти од сите тие, да кажеме, зависности, како што се одвикнува, нели, од зависност од веројатно цигари, алкохол и се, за да може ете така на нов начин после да ги гледа сите тие работи исхрана. Да. Никола, замисли една топла, убава кров. Така, примамливо те гледа и сега ти треба да се откажеш од зависност. Дали сакаш да се откажеш од таква зависност? Па, радо не. би се откажал, не, радо би се откажал. Радо не би се откажал, ама морам, не. Не, значи Филип како тренерот Филип како вистински едукатор и педагог, значи ме научил на доста многу работи за исхраната и значи никогаш ми покрај тоа што ако видам некој убава чоколада, блага, значи не би се осмелил, не би сакал тек така, нели, да земам, да се почастам и слично, бидејќи знам многу работи, значи сега за исхраната, за како тоа дејства на организмот, лошите последици и како тоа ќе влие врз мојот резултат. Така да, навистина, не секогаш ми представува некој задоволство, што кровна или било што. А да знаеш, Филип, колку убаво делува една чоколада на мојот организам. Кога зборуваме за задоволство? Црна или? Не. Црна. Црна не е црна, она Мешана. убава млечна, мешана, посебно ако има нешто. Добро, сакам да се нашалиме малку во секој случај. Сите ние сме си гурмани, значи таков ни е просторот, такви луѓе сме си едноставно, сакаме од се да име на маса, сега Точно. како што кога ќе дојдат празниците, ние се трудиме како да повеќе нема ништо да се јаде, значи толку се подготвува тие неколку дена и се ни е нешто малку и имаме избор од се што е најштетно, најкалорично, се што е опасно по организмот и по здравјето, ние буквално само тоа го ставаме. Освен салатите, па дури и салатите се презачените кои што ги ставаме со додатоци малку ни тоа. Значи, сакам да кажам, сакаме добро и што сме здрави, што изгледаме како што изгледаме и што се придржуваме кон некои сепак совети, колку и да сме свесни, да кажеме, на вкусот и на што велиш и самиот, на примамливиот мирис и вкус и начин на подготовка, сепак сме свесни во прашање здравјето, во прашање се. Многу убаво кој што младите луѓе се едуцираат на здравиот начин, сепак јас се шала, може да се најде навистина вкусно јадење и кое што навистина е здраво и квалитетно и да кога веќе ќе се воведе, нели, ред во организмот, многу е полесно. Точно. Во спортот едноставно би додал дека е многу важен оно што за, нели, во обичаите луѓе не е толку важно, но тајмингот, нутритиски тајминг, значи моментот кога се внесуваат некои работи. И спортската исхрана често се разликува од обичната исхрана. Значи овие деца може да дозволат зимоска, значи во, да кажеме, подготвителен период да имаат, нели, поголема килажа, малку подобро за тренинг со мускули, но едноставно во надпреварувачка форма е многу важно, скок во височина, самиот, нели, скокаш нагоре, леташ, да имаш полесна килажа или за него за трчање, често пати со 2-3 кила трчаше значително послово, ама не само тоа, значи нутрицијски тајминг, значи моментот кога се јадат после кој тренинг, какви хранливи материи, дали јаглен хидрати, дали повеќе протеини, дали масти. Тоа може да биде, значи, во еден ден, значи, зависно од еден тренинг, може да зависи, значи, периодично, значи, недела, месец, па зависно од тоа или каков тренинг во каков тренажен
период е. И посебно за посебни прилики, значи зависно од дисциплината што би јадел на пример ден пред тоа или оброкот са бајле, значи утрината пред настап на таа дисциплина, значи зашто и тоа е важно за чувството на организмот како е, бидејќи тогаш има многу малку, да кажеме, позитивна трема, ама ако имаме некакви тешкоти во стомакот или храна што едноставно не ни одговара, значи пак влијаеме на резултатот. А тоа се, да кажем, банални, едноставни работи, ама е важно да се испочитуваат. Така. Добро, ајде сега да ни кажеш што е она што во наредниот близок период се планира во атлетскиот клуб Куманово, со оглед на тоа што еве веќе доаѓа летото, а летниот период не е многу практичен, така ли, за атлетските дисциплини? Па за нас е некакви си надпревари, нешто, учество некаде или? Да, значи најмногу имаме услови за тренинг, значи кога времето е поубаво, за разлика но со оглед од зимата. Топлото време, летото, кој што знае да биде. Па имаме среќа еве на нашата атлетска патека, значи немаме ограничување со термини. Се случи во летниот период на Соколанската патека да се подигне, нели? Од топлото време беше многу, се сеќавам дека беше оштетен и не функционираше еден период. Токму поради горештините. Па времето беше нели во пролета многу влажно, после нагло долг период сушно и тоа направи некои си поместувања, да кажеме, во земјиштето. И сега е значително разубавен стадионот, значи како и повеќето атлетски сали, значи имаше реновирање за гимназијадата. Се покажа и она гостоприемливост на градот, на општината, значи мислам дека сите луѓе, професорите од училиштата покажаа еден, да кажеме, спортски дух, но едноставно тоа, значи за конкретно за наша патека, мислам дека и сега ќе се продолжи со поубаво одржување, зашто веќе заличе многу убаво со нови, нели, бои таму и естетски, и за тренингот, значи во летните услови, значи може да тренираме попладне, навечер, значи така што може да ги изведуваме тренинзи, се разбира дека е жешко, не може да се прават некои работи, но секој случај подобро од зимскиот период. А надпреварите најчесто значи како што почна од април, најчесто се најважните надпревари за повеќето возрасти во мај, во јуни. Некои од големите првенства се меѓународни во јули, во август, и во септември пак имаме домашни и почеток на октомври наши надпревари. Ние имавме сега настап на меѓународниот надпревар, значи детски спортски игри во Турција, за кој веќе известуваме, каде што Мила Велјковиќ успеа да освои 2 меѓународни медали, значи сребро и бронза. Потоа имавме настап на отварање на сезоната, тоа е меѓународен митинг во Скопје, и нашиот клуб успеа да биде најдобар од сите клубови во поглед на освоени златни медали. Тоаш имаше, например, пак Никола освои злато во скок височина, била на трката 200 метри, и Матеја Ефремовска освои 2 златни медали, значи во фрлање диски, фрлање ѓуле. Потоа учествувавме во Софија на еден митинг, меѓународен митинг за млади, значи таму